министерот за правда со извршителката Весна Јакимовска, јас добив одговор дека министерот за правда не е надлежен за извршувањата и извршителите. И јас понатака се обратив до народниот правобранител, каде што добив одговор дека они понатака ќе постапуваат. Друго можам да кажам дека добив нов заклучок од монструмот извршител Весна Јакимовска, која ми го попиша имотот, ми го обезвредни, ме остави дома без ништо за 127.625 денари. Тоа го направи без извршен наслов. Без извршен наслов, а во никој случај не може да постапи по тој основ за солидарен должник. Тоа го прави самоуправа за јавни приходи. Меѓутоа сакам да напоменам исто, многу ми е обезвреднет сиот имот, каде што од сликите, кои 17 слики ги имам, 5 ми фалат. Сите вредни слики, но 5 највредни слики ги нема, го нема брилијантниот прстен и ја нема огрлицата од Сваровски кој ми е поклон од татко ми. А исто така сакам да знам да дадам назначење каде што мобилниот е повреден од кожната гарнитура која ми е одземена и ви го давам да го снимате. Тоа е овој мобилен кој е многу вреден. Колку пари го процени? Проценет е на 11.000 денари колку и кожната гарнитура. Сакам јавно да ја прашам Весна Јакимовска и институциите, зошто е повреден мојот мобилен телефон од кожната гарнитура која вреди 10.000 евра, а сега во проценката од Доел Визија со тие нејзини пајташи, кои мислам дека они не правеле лично, она го правел ова, обезвредена е гарнитурата и помалку вреди од мобилниот телефон. Мобилниот телефон, јавно по втор пат прашувам, зошто е многу вреден за Весна Јакимовска? Јас ќе ви кажам зошто. Во нејз има едно видео кое ќе го доставам кога ќе се јави министерот од МВР Оливер Спасовски, кој ми прати специјални единици за тероризам дома. Ова е телефонот за кој молев, за кој клечев, кој е многу вреден за Весна Јакимовска, а во него нема ништо, а веројатно видеото го бара. Видеото каде е она снимена со доверителот кој не смееше да биде дома кај мене.